Mazda и Honda останаа едни од ретките производители на возила кои немаат електрични модели во понудата. Годинава тоа ќе се смени, но изненади што и двете марки ќе понудат возила со скромна автономија од само 200 км. Тие независно еден од друг својата одлука ја правдаат со издржувањата што ги направиле, според кои самото производство на батерии за возило со автономија од моментално актуелните 500 км повеќе ќе штети на околината отколку бензински мотор во тек на целиот свој живетен век. Спротивставеноста со трендовите Mazda ќе го оправда со перформансите на својот MX-30, а Honda со иновативниот начин на полнење на батериите. Имено јапонците планираат заедно со својот електричен градски модел да понудат технологии и пакет услуги со кои возилото ќе враќа струја во мрежата. Тие во договор со електродистрибутивните компании сакаат да го согласат времето на полнење на батериите, тоа да се врши токму во моментите кога постои вишок на произведена, а не потрошена електрична енергија. Ако веќе наредната минута овој соодно се смени, возилото ќе ја враќа струјата назад, со што ќе придонесе за стабилизирање на напонот во мрежата. Тие се убедени дека на овој начин сопствениците на електрични возила место да плаќаат за струјата, дури и ќе заработат. Мора да признаеме дека идејата им е вредна внимание, но за да профункционира потребно е голем број возила со вакви можности да бидат пласирани на пазарот. А за тоа да се случи, сепак треба тие да бидат во фокусот на купувачите, кои моментално најмногу се интересираат за електричната автономија. Но познавајќи ја и наетливата упорност на јапонците да го истераат своето, и ова еден ден ќе биде. На задоволство на сите нас, бидејќи ќе купуваме поевтини електрични возила за чија струја ќе плаќаме помалку, а воедно и ќе можеме да кажеме дека навистина се грижиме за здравјето на планетата.